Можевме да ви кажам 15 минути колку што трае видеото да ве оставиме да го проследите, па потоа да ви кажам добар ден и добре дојдовте во последното издание на 24 за животот за оваа работна седмица. И некако ќе влезе во редовниот распоред на годишно ниво кога се прават плановите за емисиите и гледате 6 мај светски ден на хармониката, гостинка професор Зорица Каракутовска од Факултетот за музичка уметност и од средното училиште и се што е поврзано со хармониката, мене барем лично, а верувам и на моите гледачи бидејќи од тука и првпат и јас и вие, можеби некои не, но па некои ја научивме. И првпат во животот добив една сосема поинаква визија и поинаква слика за хармониката, а при тоа да не е некое одредено стереотипно сваќање како што го имаме ние, а тоа е поврзано само со народната. Не. Значи, она што слушавте и што слушате се додека ние разговараме овде во студиото и ќе слушнете и во вториот дел, ќе погледнете уште материјали, дефинитивно е нешто кое што вели дека хармониката има засебно место, многу значајно и многу почитувано, и тоа јас сум го научил во последниве повеќе професорке колку 3 години се дружиме во емисија. Па да, од прилика 3 години и мене ми представува особена чест и задоволство кога со еден ваков млад, интелигентен и перспективен човек можам да го најавам нашиот концерт и да кажам нешто за денот на хармоника. Можете, па добро, деновите ќе речеме, бидејќи денеска е светскиот ден, а внедела е концертот, но ќе зборуваме за тоа. Можевте пофалбите на крај да ги оставите, да не црвенеам сега пред гледачите. Да, повторно, значи можам да ги повторам повторно и само во уште поголем суперлатив. Добро, знам чие влијание е тоа, ќе пратам поздрав до дома. Благодарам, ќе ги поздравиме, така, еве не гледаат. До родителите, па знам дека е така. Како сте? Да ви кажам, и покрај тоа што сум многу уморна од сите тие проби и сите активности што ги имам околу концертот, но многу среќна дека полека се брижи денот за кој што ние практично работевме не ден, два и три, туку со месеци наназад. Па знам само што ќе заврши едниот концерт, вие веќе правите идеи за другиот. Како Виенската филхармонија. Имено. Да, само што ќе заврши концертот и веќе правиме концепт што би одело во наредната година како програм, како идеја. Така да и покрај тоа што сум уморна, навистина сум среќна што полека еве на денот на хармониката имаме чест да го најавиме концертот по повод денот. Меѓутоа, бидејќи Македонскиот народен театар широко ги отвори вратите и оваа година за нашиот концерт, терминот кој што беше слободен беше 8, сега во недела, од 19:30, така да нема да го честуваме токму на денот, но денеска пак во име на хармониката и во име на денот на хармониката имавме регионален надпревар по хармоника, така да сите тие денеска свиреа, настапија, се подруживме, ќе имаме проби и така. Го честуваме денот цел ден. Добро е кога ви се паѓа надпреварот пред концертот, бидејќи може да се направи една финална генерална проба за тоа што може да се слушне на концертот. Верувам дека и дополнителни други ќе имате настапи кои не се поврзани со надпреварот. Прво да прашам, која година веќе поред се фаќа? Трета ми се чини? Осма година поред. Не, јас трета си сметам од кога почнавте да доаѓате кај мене, да. Иначе другото не ме интересира. Осма година. Да. 8 години, пред 8... Сака да кажеш дека вие во 2018 ќе правите јубилеј на концертот. Се надевам дека да. Да бидеме живи, здрави и весели. 2018 на 10 годишнината се надевам дека ќе направиме уште поголем гала концерт. Да видиме какви прилики ќе има. Ние секоја година растеме, значи не само
по програма, туку и по обемност на публиката која што доаѓа. Тоа да. Имаме најава за посета од цела Македонија. Особено не радува тој факт. Ние Македонскиот народен театар минатата година го наполнивме. Пред 3 години бевме на малата сцена на Македонскиот театар, кој што има капацитет од само неколку 200, од прилика околу 200 седишта. Излегува во пресред да пуштат дел од учениците кои што во новата сала, кога што тоа беше огненото крштавање на салата доле, ги пуштија да седат по новите одличните писони. Имаше прекрасна атмосфера, меѓутоа повеќе од 100 луѓе останаа надвор од театарот. За малата сала се сеќавам дека има убава акустика и убава е салата, да. И навистина беше многу непријатно. Мислевме дека голем залак ќе ни биде минатата година, зимањето на големата сала, меѓутоа ја наполнивме во целост. И сега оваа година јас се надевам дека ќе имам уште поголем одзив, бидејќи не сме имале прилика да некој кој што бил на концертот, дека треба да го подсетиме дека постои таков концерт. Сите сами се јавуваат, сами се најавуваат дека ќе дојдат, така да со особена чест и задоволство ќе ги направиме интерпретациите за сите наши љубители на инструментот кој што ние го свириме. Да. Дефинитивно тоа е за пофалба. Не знам за вас дали ве радува датумот 8 мај, мене ме радува бидејќи е ден пред роден денот, така што ќе имам како да си го одбележам ден пред, потоа па на 10 имам некој настан со балет и така што Одлично. А на самиот ден на роден денот па мајските оперски се отвораат, кога ќе видите се тоа врзано со класичната музика. Апсолутно. Се тоа знаци дека сум грешил со професијата, но добро, друг пат ќе разговараме за на тоа. На таа тема. Професорке, како сте задоволни од минатата година во однос на развојот? Обично манифестациите кога почнуваат вакви манифестации, секогаш почнуваат скромно, во мали селичиња, со помалку народ, 5-60 души, па не знам. Ние кога првиот концерт го направивме, беше невообичаено со голема посетеност. А сигурно не сте очекувале такво не нешто, бидејќи... Не очекувавме, го најавивме концертот, тоа беше прв пат, значи, дека ќе го правиме овој концерт. 2008, така? Или 2007, како му гаѓа? Да не е 9-та, кога е првиот? 8-ма, која година, 8-ма, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, да, 2009. Ете така. 2008 на Конгресот на хармоникашите, на Светската унија на хармоникашите, на кој што нашето здружение љубители на класична музика членка. Многу сакам да знам како изгледа Светска унија на музичари собрани на едно место со еден инструмент. Да, еден инструмент, целна група. Да. Седнавме и разговаравме дека постојат ден на, не знам, на литературата, ден на пијаното, ден... Значи, што би било денот кој што ние би можеле да го искористиме како ден во кој што ќе направиме нешто добро за промовирање на нашиот инструмент и ќе го прославиме денот на хармониката. И одлучивме токму да биде 6 мај. Причината е што првиот инструмент хармоника е патентиран на 6 мај 1829 година. Добро. Цирил Димијан со своите синови отишол и направил патент на една малецка кутиичка која што го доби по принципот на добивање на звук е принцип на денешното добивање на инструментот на хармоника, значи на тонот на инструментот хармоника. И на нас некако убаво ни дојде, тоа е Ѓурѓов ден, убав ден, пролетен ден. Да. Значи името на мојот татко и одма го прифативме денот, ете некако честито името, како голем поддржувач во сета оваа работа. Ако не е поддржувач, тоа е грешка, ама мора да биде. Добро? Ете така и, значи, сите членки на Унијата, низ цел свет, направија своји проекти, некои со концерти, некои со разни ивенти по овој повод, некои можеби и само со коктели, но ние решивме дека ќе го правиме овој концерт, го направивме прв пат 2009, како што рековте, и почнах како само концерт на ученици и студенти од мојата класа. Првично беше само така? Само така го најавивме и така го започнавме. Меѓутоа, дојдовме до ситуација во која што тие малите кои што свиреа, пораснаа, станаа колеги. И треба повторно да свират. И викаат, добро, сега ние завршивме и треба веќе, нели, ни заврши кариерата? Викаме, зошто да не? Па наредната година приклучивме некои од завршените ученици студенти, па неколку години понатака почнав и јас да се појавувам, па дојдоа и колеги кои што се приклучија кон концертот. За оваа година практично да сме еднакви.
значи колегите кои што го поддржаа проектот, на кои што сум им бескрајно благодарна, бидејќи како што ние влегуваме во овој проект ентузијастички и без никакви средства, веднаш прифатија да бидат дел од проектот. Браво. На концертот, покрај учениците и студентите и покрај гостите ученици и студенти кои што ќе свират на флейта, на виолина, професорката Александра Коцевска, вокалот кој што минатата година нели го видовме дека имаше една точка, оваа година ќе биде гостинка во 2 numeri. Во едната numera ќе биде пратена со виолина, која што ќе ја свири маестро Зоран Џорлев и јас на хармоника. Џорлев, Александра, вие на хармоника. Ете така. Пред нова година нашето... Не знам што повеќе да ви кажам за обидување, добро? Нашето дуо, веќе познато дуо Пан, во кој што членуваат колешката Билјана Петровска и колегата на кларинет Петар Колевски. Супер се дуа Пан, само да ви кажам. Така е, има 10 годишнина и тие нас не поканија да бидеме гости во нивните точки за 10 годишнина. И сега си враќате? И сега така е, колегијално многу. Одлично. Да, во дел од номерите ќе настапат и тие. Колегата Стамевски, со кој што го имаме акордион, значи подготвуваме повторно неколку точки. Филип, така е. И ќе биде промоцијата на новото дело на нашата композиторка Бета Илин, која што и оваа година по нарачка напиша дело за нас. Веќе не е по нарачка, туку по навика. По навика е сега, по навика. И кажуваме и викаме Бете, ние сега изминатиот период да се пофалиме, бевме на неколку регионални овде надпревари, да, и имавме многу убави успеси, меѓутоа бевме многу отсутни од Скопје. Значи патувањата беа по 4-5 дена и времето во кое што можевме да ја подготвуваме композицијата беше многу кратко. И композитор како композитор, значи чудно е да се дружиш со таков човек, затоа што покрај креативноста и покрај сите тие работи има и некои други жички што не се на телевизија. Па така, нашата драга композиторка, композицијата даде многу доцна, композицијата е многу убава, повторно инспирирана наместо од македонски песни, сега од едно македонско оро. Нема да ви го откриам. Зошто? Затоа што е толку модифицирано ритмички да многу тешко и дека ги познаете од кој оро црпи. Значи, ете така. Вие до година, вака предлог јавно да ви дадам, вие до година треба да направите своевиден квиз. Аха. Доколку се открие кој е делото врзо, значи не го пишувате во програмата, туку нешто и потоа да следува нешто за некој од публиката. Договорено е. Одлична идеја. Нема да ви шепнеме која е, ќе ве ставиме и вас во конкуренција. Па нормално. Па и ако ми шепнете, ќе се налутам до година нема да ми дојдете на 6 на 7 подкаст. Иако до година 6 и 7 се паѓаат за викенд, ама добро, на 5 до година ќе треба да го студирате. Здрави. Ќе се договориме за тоа. Ја подготвивме композицијата, ки има еден многу македонски убав наслов, Рм-па-па. Значи баш Рм-па-па се подготвувавме за настапот и цело време додека ја пишуваше композицијата, проф, ова ќе биде воведен, овде имате малку од средишниот, сега ќе ги пополнувам, не знам вамо таму. И едно сабале, јас се упозорувам, викам, значи готово, дедлајнот ти поминува, нема да те се свири делото. А со Бете инаку нема крај, ја знаете, Бете била дел од емисијава, нема крај во идеите, во... И едно сабајле, гледам мејл кој што стигнал во 5 сабајле. Ова ви се нотите, ова ви е MIDI фајлот од композицијата, читајте, фала, поздрав, пријатно. Добро, викам, одлично. Отварам, ги гледам нотите, се е убаво, стокмено направено. Отварам, го пуштам MIDI-то, ги гледам нотите, гледам, нема ни еден тон, ни тоналитет, ни идеја од она што претходно сме го слушали. Чекам да стане сабајлето, да тоди на работа. Кам Бете шо е, немав, значи добив инспирација, вечерта седнав и напишав тотално ново дело. Тоа е тоа што го сакав. Ајде, сега пријатно. Ете така, сега пријатно, сега вежбате го. Сега вие нека ви побели косата. И така, добро е, добро се држите со. Добро. Да не кажете само со оглед на годините. Не, сакав да кажам со оглед на бојата. Се шегувам. Или за разлика од мене, например, вака која што косава ми заминала. Не, да не ја наведнам главата. Професорка, ајде една пауза за реклами да направиме, па ќе се вратиме во студиото. Ајде. Заедно е подобро, затоа сите ние, VIP, One и Близу, стануваме дел од големата VIP заедница. Заедно сите сме VIP. Повеќе за вас. VIP.
потребни ни се 15 свежи и миризливи портокали, за да направиме едно пакување Гуте фрухте 100% портокал. Така што не останува место ни за додаден шеќер, ниту за конзерванси. Еј, сокче полно со витамини. Остай го сокчето. Мали ке те гризнам. Се зезам бе. Остай ми една голка, те молам. Што душкам? Празна е чашава. Го сакам Гуте фрухте, го сакам. Гуте фрухте, без шеќер, без конзерванси. Го сакам. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. По втор пат во Македонија, FMCG Summit. Врвни говорници од водечки домашни, регионални и интернационални компании ќе зборуваат за најактуелните трговски теми: лидерство, категории менеджмент, продажба, промоции и приватни трговски марки. Бидете присутни на единствениот FMCG Summit во Македонија. 13 мај, хотел Александр Палас, во организација на Инстор. Заедно е подобро, затоа сите ние, VIP, One и Близу, стануваме дел од големата VIP заедница. Заедно сите сме VIP. Повеќе за вас. VIP. Да ви кажам, многу е убаво кога на крајот од една работна седмица, каде што имате емисии, сте разговарале за се и се што настрана оставајќи ги случувањата во државата во изминатите периоди, убаво е кога неделата ја завршувате со позитивни ликови кои што ви се во студио и со кои што ќе се насмеете, а сепак зборувате за настан на кој што начин го презентирате. И ако нашите насмевки не ве мамат да дојдете на концерт да се дружиме, јас како гостин, настрана од дел од организација на професорката Зорица Каракутовска, не сум што да ви кажам друго, седете си дома. Професорке, рековте дека во изминатиот период сте имале доста, значи, вака само да подсетиме. Во недела, обично ги заборавам тие технички работи секогаш. Во недела на 8 мај од 19 часот во 19:30 во Староновиот театар. Така, во Староновиот театар на големата сцена. Многу важен податок е дека билетите ќе бидат бесплатни. Добро. Но ги замолуваме сите оние кои што се заинтересирани за настанот да дојдат навремено за да ги подигнат своите билети, бидејќи не смееме да дозволиме во една таква сала да нема ред. Мора да се знае точно на кого каде му е местото. Так. Иначе театарот, како театар, се надевам дека сите веќе беа, ако не на концерт, барем на некој од представите, перфектните представи во Македонскиот народен театар, на кој што јас сум голем љубител. Јас сега бев и на танец во неделата и гледам дека нема позиција во театарот од која што погледот кон сцената не е одличен. Така да, значи, само да дојдат да имаме ред, да се знае кој каде треба да си го најде своето место, да се смести удобно и да ужива во звуците на хармониката и воопшто, значи, не само хармониката, туку и нашите гости. Супер. Ако ви сметаат пилињава, не можеме да направиме ништо, имаме пилиња горе на кровот, ама пролете, ластовичките секако ни се дел. Никогаш не научив дали вие гледачите ги слушате пилињата, ама не е ни важно, нас ни е убаво овде ниц врцорот. Може би бете ќе добие инспирација за композиција некаква. Летни ластовички. Напиши ни побрзо композиција за до година. Да, може. Така се вика. За бас јас ке заимам. Готово. Рековте дека бевте на многу надпревари во изминатиот период, ајде да се пофалиме. Видете, Велам да се пофалиме бидејќи тоа е и наша гордост. Некако работите не ги поврзувам како што и кај нас е всушност во школството. Не ги поврзувам со календарската година, току ги поврзувам со учебна година. Исто, и јас се издакајве, јас кога прашувам некој во изминатата година, мислам на од денеска 6 мај до лани 6 мај. Да. Значи, минатата година имавме неколку многу успешни настапи. Пред се бевме во Кастелфидардо во Италија. Кастелфидардо е градот во кој што се наоѓаат повеќе од 80% на фабрики кои што изработуваат хармоники. Само таму? Само таму. Фабрики? Да. За тоа се специјализирани? Значи, специјализирани зона индустријале, само фабрики за хармоники. Браво.
некои Кој многу знае колку би познати. било убаво таму. Да, јас сум била и повеќе пати, некои, значи, многу познати брендови, а некои не толку познати кај нас, меѓутоа ви викам 80% од воопшто целиот светски капацитет за произведување на хармоники се наоѓа токму таму. Браво. Таму се правеше 40 години од фестивалот на Кастелфидарто. Имавме навистина високи резултати. Во таа некоја категорија за среднисти, ученикот од Прилеп, не се вика од Прилеп, од Прилеп, Да. Филип Петрески. Ама добро, разбирливо, јас сум си навикнат, да. Да, Филип Петрески го освои високото 5-то место во навистина огромна конкуренција. Филип Гавриловски исто имаше некое високо место. Тоа се смета за светски фестивал, претпоставувам така. Апсолутно. Инаку, еден многу добар хармоникаш го превзема водството на фестивалот и јас прв пат за 40 години бев во жири, што е многу чудно. Стварно? Да, затоа што до сега... Па добро, и тоа е успех да имаме наш представник во жирито. Знаете што, не бев јас кај нив во нивната комисија, меѓутоа бев во некои други комисии тука што ги оценуваа па другите категории, меѓутоа битното во целата работа е дека фестивалот не отиде само од спонзорираниот дел, Добро. бидејќи кога оди преку спонзорираниот дел, фабриките, за кои што пред малку говорев, обично своите заштитни лица ги форсираат Што да е бидат нормално. точно. Јас сум заштитно лице на една од фабриките таму, меѓутоа не сум стигнала да стигнам на ред да бидам кандидирана за член на Мислам жири. дека ќе треба една емисија посебна само да ја викнем професорката Зорица за неа да зборуваме. Така ли? Да. Ете така и оваа година, значи тоа беше еден од настаните. Подоцна отидовме за Финска, Добро. во Турку, таму се одржуваше светскиот куп за хармоника. Исто така имавме многу високи резултати. Со двајцата Филиповци, едниот од Прилеп, едниот од Охрид, навистина покажаа дека Се тоа од западом долу. Да. Покажаа дека македонската хармоника навистина има со што да се гордее. И после беа новогодишните концерти на кои што настапувавме, тие работи, го имавме фестивалот, четвртиот фестивал за млади хармоникаши, дојдоа дечињата од цела Македонија. Се уште не е со надпреварувачки карактер, меѓутоа колегите кои што беа присутни тука гласаа за најдобар учесник од основниот и од средниот оддел, и тука имаше една дружба, едно мое предавање за и околу хармониката, навистина беше убаво. И сега од април месец почнавме, значи, да одиме на овие надпреварите, меѓутоа финансиски малку се исцрпивме претходно, па сега некако ги лимитиравме, гледавме да лимитираме колку што може, на 2 да се појавиме. Инаку во регионот во последно време има навистина многу надпревари за хармоника и јас се чудам на една Србија во која што секој втор ден има некој фестивал за хармониката. Ајде покрај тоа што се чудам на квантитетот што го имаат, се чудам од каде тие финансиски средства родителите ги обезбедуваат за да можат да ги пуштат своите деца на тие сите надпревари, ќе кажам. Меѓутоа, ако се знае фактот дека најниската котизација за интернационален надпревар е од 30 евра па нагоре. До 80 евра се движат котизациите за надпреварите. Ние успеавме да отидеме на 2, еден во Аранџеловац, еден во Бјелина. Тој во Бјелина полека прераснува во еден од главните фестивали за хармоника по бројот на учесници и по она што се вика еминентни луѓе кои што седат во жири комисија и кои што ги оценуваат кандидатите. Бидејќи за еден надпревар, тоа е најбитниот дел. Јас им викам, не е битно каде ќе биде надпреварот. Битно е, значи, кој го оценувал твојот труд и кој се потпишал на дипломата. Дали собирате поени или како што се прави во спортот, например, од надпреварите, од нешто од Видете, ние сега поново зборувам коефициенти нешто. Не, коефициенти за плата не, меѓутоа заради за плата не ни прашував. За некаква евалуација. За сопствена евалуација, да. Иначе за плата во Македонија не меѓутоа прашуваме. знаете како, еве да речеме и тоа е проблем на бирото, например, за образование и развој и на инспекторатот. Они викаат дали сте добиле награда прва, да. И добро, значи имате прва награда, да, тоа ви рече 3 поени. А ти што си имал, да речеме, во таа година 21 награди што си донел, не значи ништо. Не им значи многу.
Добро, значи уште еднаш многу кратко на крај, за да може да ги оставиме гледачите да уживаат во дел од минатогодишниот концерт за Светскиот ден на хармониката. 19 часот и 30 минути. Македонски народен театар на големата сцена, за да можат, значи, вака, како и секоја емисија што повторувам. 19 часот и 30 минути почнува концертот. Не значи дека во 19 часот и 30 треба да излезете од дома. Оставете тоа што некои може би доцнат, па вие сега доцните за нив. Не, 19 и 10 најдоцна бидете таму, да си земете од билетите, да си се подружите пред да влезете и 19 и 30 да почне концертот. Одлучив дека ќе правам култура за влегување на настани. Така ли, преку емисија. Често знам така, на шала, гледате дека сум човек кој што има еден, нели, демократски поглед на светот и се смеевме на почетокот кога Македонската филхармонија почна да ги прави концертите, да доаѓаат од дипломатскиот кор со покани нормално. Тие си доаѓаат 15 до 20 часот, да. Значи, влегуваат, седнуваат и гледаат дека салата е празна и после знаете ли што се случи, па ги расипавме и нив. Да, и тие доцнат. Тие научија дека треба да доцнат. Добро, тоа е тоа околу концертот, многу изненадување и многу убаво ќе си поминеме. Ви благодарам многу за гостување. Јас ви благодарам вам и во очекувам нормално и лично да бидете присутни на концертот. Па се разбира, како и секоја година. Благодарам. Односно во последниве 3. Ама тоа не значи дека вие не треба да се придружите па да си станете редовен гостин. Професор, ќе се гледаме со успех. Благодарам. Почитувани гледачи, поздрав од мене, ќе се одјавиме од емисијата со дел од концертот од минатиот Светски ден на хармониката. Пријатно.